Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски, well done Баку или одлична трка во Баку, иако почетокот со интересен интензитет и крајот со еден интересен, неверојатен, непредвидлив финиш, меѓутоа би рекол средината така, долго време чекавме да видиме како возачите ќе ги разоткријат своите пит стратегии, но се на се една интересна, одлична трка за Формула 1 во Баку. Верувам дека секоја година поред Азербејџан и Баку успеваат да не почастат, би рекол, со една одлична трка и никогаш не разочаруваат. Така беше и овој пат. Чарлс Леклерк со Ферари феноменален на квалификациите, стартуваше од пол позиција, меѓутоа тоа што Ферари го има во квалификациите, одлична брзина и тој одличен механички грип кој навистина му одговора на болидот на Ферари на вакви патеки каде што има свиоци на средно ниска брзина, би рекол, ваков стил на градска трка дефинитивно меѓутоа нема одговара во однос на потрошувачките на своите пневматици и видовме дека овде не е Монако, из разлика од Монако овде може да се престигнува и за жал Чарлс Леклерк почна да губи една по друга позиција и потоа негде се стабилизираше околу петото, шестото место беше престигнат и од Хамилтон, и од Верстапен, и од Перес. Меѓутоа Ферари, добар знак за нив, полека се враќаат во форма и во таа тесна борба со Мекларен сега за 2 бода го превземаат третото место во конструкторите. Макс Верстапен со одличен почеток, тактички чекаше првин Луис Хамилтон да го нападне Чарлс Леклерк, потоа се обиде на 2-3 пати да му се приближи на Луис Хамилтон, но Луис Хамилтон тој прв стинт добро се бранеше, би рекол, добро го диктираше тоа темпо, меѓутоа еден спор питстоп на Мерцедес од 4,9 секунди му даде знак на Red Bull дека треба веднаш да го внесе Макс Верстапен во пит и со феноменална реакција од 1,9 секунди, би рекол скоро 3 секунди тука добија Red Bull со тој питстоп на Макс Верстапен. Видовме дека Макс Верстапен го превзема првото место, а потоа и Серхио Перес со одлична партија беше втор зад Макс Верстапен и се изгледаше супер за Red Bull. Се до оној момент кога првично Ленс Строл, кој исто така имаше, би рекол, солидна партија вчера, солидна воžња, долго време беше на тие први негови пневматици, он стартуваше со тврдата компонента на гума, меѓутоа видовме дека откаже неговиот пневматик после 37 кругови, предизвика безбедносно возило за неколку кругови подоцна, односно на само 6 кругови пред крајот. Истото да му се случи на Макс Верстапен, навистина кобно, и сите очекувавме дека Луис Хамилтон или ќе заврши втор, најмалку втор по рестартот. Видовме дека беше прогласен стопирање на сесијата, црвено знаме, рестарт. Во рестарт имате опција да ги промените пневматиците, сите водачи се префрлија на тие најмаки пневматици кои што сочувал од викендот и грешка на Луис Хамилтон во првиот свиок, грешка во сетирањето на болидот. Можевме да ги видиме тие сопирачки како чадат пред да се изгасат црвените светла на рестартот од трката, не успеа да го фати првиот свиок, отиде во аут. Серхио Перес со победа, феноменална партија на Себастијан Фетел, не направи буквално ниту една грешка, беше истовремено брз и агресивен, но и внимателен кон своите пневматици, нешто што го красеше Себастијан Фетел низ својата кариера во Red Bull, не толку во Ферари. И на трето место Пиер Гасли, дечкото со Алфа Таури, Хонда непрестанно да изненадува, едноставно кога има прилика, како ќе му се даде можност, он знае да извади многу повеќе него што тој болид на Алфа Таури нуди. Се на се еден, би рекол, неочекуван подиум, без Верстапен, без Хамилтон, без Ботас, без Ферари, без Мекларен. Браво за Серхио Перес, браво за Себастијан Фетел, браво за Пиер Гасли, четврт сепак на крајот Леклерк, пети Ландо Норис, рачарувачки за Мекларен, би рекол, мислам дека тотално гутна сетапот на оваа патека, отидоа со нешто поголемо задно крило, кој носи поголема потисна сила, меѓутоа мислам дека стварно навистина се виде тој во Монако, иако во Монако беше трет Ландо Норис, дека едноставно страдаат на тие средно ниски брзи свиоци, механичкиот грип, тој контакт на подлогата и самата шасија не е доволно добар за да болидот биде доволно брз на вакви градски патеки.
Фернандо Алонсо 6, Јуки Цунода 7, Карлос Сајнц Ферари 8, успеа да се искупи по онаа грешка што направи. Даниел Рикардо 9, скоро незабележлив на Гран Прито. Се уште мака мачи да се адаптира на овој болид на Мекларен. И 10 вечниот царот во Формула 1 Кими Реконен. Тоа е се што имав да кажам за оваа трка. Се на се би рекол интересен почеток, некоја би рекол така помирна средишнина и интересен, возбудлив и тотално непредвидлив крај, кога сите мислиме дека Хамилтон повторно ќе рипне во табелата на возачи, дека ќе го престигне Верстапен, дека Верстапен остава нема среќа. Видовме сепак боговите во Формула 1 се одлучија оваа година да не биде така едноставно, туку на вистина да имаме борба и кога на едниот ќе му се случи нешто лошо, гледаме на другиот му се случува нешто, некоја грешка, така да двајцата се рамноправни, јудиме во рамноправна бритка за титулата до крајот на сезоната. Како и секогаш ви благодарам што го следите каналот Формула на македонски. Лайк, шеер, сабскрајб, вашите коментатори, вашите мислења за пукнатите плевматици на Перери, дали ова повторување на драмата од Силверстоун пред неколку години, за темпото на Ферари во квалификации, наспроти темпото на Ферари во трка, за темпото на Red Bull против Мерцедес во трка, Мекларен против Ферари, таа битка се разгорува, Ферари на трето место изби по оваа трка, го престигна Мекларен. Ќе чекам вашите коментари и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!